почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Во изминатите 4 години активно се работеше на подобрување на инфраструктурата во општина Куманово. Се реализираа голем број на проекти кои го напредија и поврзаа градот. Во следниот мандат, како граѓанска иницијатива за наше Куманово, имаме за цел да продолжиме со вложување во патната инфраструктура која е клучна за пофункционална и побезбедна општина за сите граѓани. Нашиот план на тоа поле е да изградиме 5 нови кружни дека. Првиот на крстосница помеѓу улиците Бајрам Шабани, булевар 3 Македонска ударна бригада и Гоце Делчев, тоа е локалитетот Сараво. Вториот на крстосница помеѓу булевар Октомвриска револуција и булевар 3 МУП. Третиот на крстосница помеѓу булевар Октомвриска револуција, улица Доне Божидов, во близина на бензинската станица Мак Петро. Четвртиот на крстосница помеѓу булевар 3 МУП и улица Тоде Мендол, тоа е кај градскиот пазар. Петиот кружен тек на раскртница помеѓу булевар 3 МУП и улица Видое Смилевски пато на влезот на село Проевци. Во две фази ќе го имплементираме планот за подобрување на Куманово со воведување на пешачка зона во централното градско подрачје. По победата на локалните избори во следните 4 години ќе почнеме со градење на велосипедски прстен. Ќе направиме редефинирање на постоечки сообраќајници и обезбедување на континуитет со движење на велосипед по сигурни и по безбедни траси со формирање на велосипедски прстен во две фази. И тоа: прва фаза е предвидено траса која почнува од кружниот тек на влезот од градот по должина на булевар 3 МУП од две страни, по должина на булевар Октомвриска револуција, се до поранешен ловечки дом од двете страни. Улица Доне Божинов, улица 11 октомври, се до повторно враќање на кружниот тек на влезот од градот. Втора фаза е предвидено траса по должина на улиците Народна револуција, Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Видое Смилевски пато, Бајрам Шабани, Братство Единство, Моша Пијаде и Браќа Риба. Следува реконструкција и изграда на тротоари, ослободување на постојните тротоари од паркирани возила со метални столпчиња и ставање во функција на пешаците со дополнително поставување на урбана опрема по нивна должина. Во делот на сообраќајната инфраструктура ќе го реализираме планот за држлива урбана мобилност Куманово 2020-2030, кој што е усвоен од Советот на општината. Во нашата програма исто така предвидено е воведување на нови автобуски линии, но и модернизација на јавниот градски превоз, модернизација на автобуски постојки со истакнување на возен ред и линии, бежичен интернет и GPS системи. Почитување. Во недела на 31 октомври дадете ни ја повторно довербата за да можеме да продолжиме со развојот и грижата за наше Куманово. Дозволете ни да го направиме Куманово поубаво место за живење. Дозволете ни да го направиме позитивни промени во секој сегмент од општественото живење. Ајде заеднички да вложуваме, да се грижиме за општината. Куманово е на сите нејзини граѓани и со ваков пристап мораме да продолжиме со имплементирање на локалните политики. На 31 октомври ве повикувам да не поддржите и заеднички да извојуваме една голема победа за Куманово.